Општина Ново село доби донација за комуналното предпријатие од Република Кина. Денеска општината ја посети кинеска делегација на чело со амбасадорот, при што ги предадоа машините за хортикултурно уредување. И во нашата дискусија беше разговарано, во првична дискусија беше разговарано дека општината располага со ограничен буџет и дека како наши најважни локалитети кои би сакал луѓе од Кина да ја посетат како туристи се Колешинските водопади, Смоларските водопади и секако Мокринските извори. Па низ дискусија тој спомна дека може да ни донират и еве денес се случи тоа, ни донира машини и алати за хортикултурно одржување и за одржување на зелените површини во нашата општина. Сметам дека со овој гест од страна на амбасадорот и на амбасадата на Народна република Кина имаме отворена соработка и можност да преку донесување туристи, како што споменав, да го подобриме нашиот локален економски развој и сметам дека со нив како отворени за соработка, мислам дека ќе работиме и на други останати проекти, пак поврзани со туризмот и размената на искуства. Кинескиот амбасадор порача дека соработката ќе продолжи и во други области. Последниот пат тука младиот и надежен градоначалник на Ново село господин Божинов ми ја представи состојбата на општината. Одличните потенцијали за развој допреа длабоко до мене. Денес се чувствувам почестен за нашиот придонес во развојот на општината. Се надевам дека во скоро време повеќе кинески туристи ќе патуваат овде за културна размена, што може да помогне за развој на локалното претприемништво и економски развој. Сакам повеќе да го презентирам Ново село во Кина. Претседателот на Кина иницира глобална економска и безбедносна иницијатива. Кина е подготвена да и помогне на Северна Македонија за мирот и стабилноста. Се надевам дека денешниот настан е почетна точка на идна соработка. Настанот го збогатија членовите на културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Ново село, кои го презентираа македонскиот фолклор, низоро, музика и носии.